Ајде, добро вечер. Од денеска па натака ќе ве малтретирам премногу. Пошто сум на боловање, ќе вадам се поише и мес. Ама еве, денеска извадив неколку парчиња, остана уште две. Едно во мрежа, едно во хулахопка. Сакам да ги отворам пред вас. Како што го отворив и она расипаното што беше. Расипаното парче, прво ова хулахопка ќе отвориме. Како што го отворив и она расипаното. Не може секој нешто идеално да ни испаѓа. Некојаш мора и утки да имаме. Меѓутоа денеска сите парчиња што ги отворив, нема футка да ви кажам. Не да се фалам, ама нема шутки. Еве го првото парче од хулахопка. Така. Сега да го собереме само ѓубрето. И може да направиме еден пресек на парчето и сами да видите како би изгледало тоа. Тешко иде, нормално. Цврсто е. Убаво созреано. Еве, сами може да видите како изгледа. Ова е јунешки бут. Ајде да го отвориме второто. Во мрежа. И тоа што има од зачин ќе си падне, другото останува на него. Еве, сами може да видите како изгледа. Сврстината, слушнете. Затоа викам, не ја вадете порано. Месото не го вадете порано, за да биде меко. Ова не може да биде меко. Ова е квалитетно, чим вака чука. Ајде да направим пресеки на него. Погледнете. Текстурата е одлична. Сврстината на месото ја има. Ќе видите и покасно како ќе сечеме на машината, каква боја ќе излезе месото. Еве уште еден пресек на подебелиот дел од парчето. Еве. Исто и ова е од јунешкиот бут. Малце да расчистам, па да направиме едно мало сечење на неколку парчиња, да видите како би изгледа. Ќе направиме прво од ова парче неколку резанци, да видите на тенко како би изгледало. Вклучиме машината и сега може да исечеме неколку парча. Сврсто е за сечење. Само да ги соберам овие што стана. Сега може од првото парче исто да направиме неколку деланки за да се пробаат. На лице место имаме и дегустатори кои што чекаат од позади мене. Сечам чисто за дегустација, не за јадење и за вечерење.
Е. Може да видите сами како изгледаат парчињата. Е, повере. Сними ги овој другиот дел, да видите. Убаво. Снурава само да ја запазат. Пак ќе ви кажам, парчињата не ги брзајте. Никако да не ги брзате. Колку што е, прима рецептот, тирајте ги, за да извадите квалитет. Ако ги брзате, нема квалитет. Може ќе го извадите како парче и ќе има вкус, нормално ќе има вкус од зачинот, од солта и тие работи. Меѓутоа квалитетот на ова месо, на ова месо нема да го имате. Тоа само се топи во уста. А сега може и пријателиве мои да дојдат, да наздравиме одека и да пробаме да дегустираме. Ајде се. Машина. На здравје. Поздрав, зрејено месо и се е можно.